Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Денес поднесов кривична пријава против Министерката за информатичко општество и администрација госпоѓата Марта Арсовска-Томовска, затоа што се обиде незаконски да изврши притисок врз вработените во Министерството. Дописот во кој што им наложува на вработените веднаш да престанат да доставуваат документи до мене како дополнителен заменик министер и до мојот кабинет е противзаконски. Со него министерката ги наведува и вработените во Министерството на кривично дело. Министерката Арсовска-Томовска со овој допис нанесува директна штета на нормалното и законско функционирање на Министерството. Според Законот за влада, дополнителниот заменик министер има право на неограничен пристап до сите акти, документи и информации што му се достапни на министерот и вработените во Министерството на барање на истиот се должни да му ги достават. Груевски, соработниците и власта на ВМРО ДПМН се во огромна паника, бидејќи почна да излегува вистината за нивното работење на штета на граѓаните. Во овој случај ги вознемирија податоците што ги обелоденивме дека да не го спречевме абсурдното оценување стотици административци или ќе беа избркани од работа или парично казнети. Министерката со обидот да спречи да имам увид во документи што по закон ми следуваат, направи дело за кое кривично се одговара. Ова кривична пријава е порака до сите кои како Марта Арсовска-Томовска ќе се дрзнат да вршат притисок или уцени врз администрацијата, ќе се соочат со кривична одговорност. И благодарам на администрацијата за поддршката и што ја препозна нашата искрена намера за нормализација на состојбите на кои што и тие се жртва и ги повикувам така да продолжиме и во периодот што предстои. Заедно ќе ставиме крај на сите притисоци и уцени врз администрацијата. Очекувам обвинителството да ги земе предвид фактите во пријавата и да отвори истрага за сторено кривично дело. Ви благодарам. Ако има прашање, повелете. Јас имам во претhodот излезе регистарот на административци. Се согласувате ли со бројката која излезе во јавност? Согласно паушалните информации и податоци кои што ги имам, целосно не се согласувам со податоците и информациите кои што министерката ги достави до јавноста. Министерството направи низа нерегуларности и неправилности во прибирањето на информациите од институциите во јавниот сектор, за да се осознае точниот и конечен број на вработените во јавниот сектор, и следствено на тоа овој податок според мене не е точен, а штом ги имам сите податоци, затоа што ги побарав од министерката и се надевам дека за скоро ќе се охраби и ќе ми ги даде, благовремено ќе ја известам јавноста за сите детали. Апсолутно, апсолутно. Ќе ги побарам и покрај вработените во јавниот сектор, кои што се на неопределено работно време и сите оние кои што се привремено вработени. Министерката спомна еден аргумент кој што навистина не држи, дека дури се намалила бројката на вработени во јавниот сектор. Тука се поставува едно прашање што дали во оваа бројка се внесени сите оние кои што седат дома, а земаат плата на сметка на институциите. И ако навистина се намали оваа бројка, зошто на овие луѓе кои што седат дома, земаат плата, а не работат ништо, не им најде столче, не е половина на истите, не им најде столче во институциите и соодветно да ги канализира во истите. Впрочем, за една година може да се направи попис на население, а не да се изврши попис, односно да се пополни регистарот на вкупниот број на вработени во јавниот сектор. Министерката манипулира кога вели дека на 13 февруари 2016 година треба само да се воспостави регистарот, а до март, 31 март, да се осозна и да се обелодени точната бројка. Не, тоа не е точно. Точниот број на вработени во јавниот сектор, според закон, требаше да се знае на 13 февруари 2016 година, пред неколку дена. Тоа е и поентата, што во овој момент имам само паушални информации и податоци, но за многу скоро, затоа што побарав официјално од министерката и од низиниот кабинет, да ги добијам сите податоци
и моделот, начинот на кој сите се прибираат, благовремено јавноста ќе ја известам за тоа. Благодарам.